Шпато, ова е Шпато. По музичкиот времеплов на еден музичар ги поставува темелите на македонската современа забавна музика. Шпато. Музичар, композитор, аранжер, диригент. Драган Јаконовски Шпато. Се смета за еден од најталентираните и сестрени музички дејци на забавни и джез ноти и интерпретации. Шпато беше музички гени во голем талент, велат негови современици. Добре дојде во ова издание, му велам на еден друг Шпато. Добре дојде за Марти Јаконовски Шпато. Добро ве најдов. Овие денови сте во Скопје. Што беше пресудно мотив да одите по стапките на вашите најблиски? Татко, мајка, музичар, интерпретатор, дедо. Да, веројатно беше важно да се порасне од бебе со музика. Веројатно беше тоа, не покрај гените, мислам дека беше вбризгувањето на различниот вид на музика, од класична до джез музика во мојата фамилија. Многу важен аспект беше дека не се слушаше само музика во мојата фамилија, туку и татко ми им преснимуваше на касети на сите луѓе што ги познава. Така што јас од кога сум бебе, од кога шетам вака околу масата каде што аранжираше Рано Сабајле, морав да ги слушам тие работи. И веројатно не беше тешко да се одлучам на такво нешто на 5-6 години. Колку може човек да се одлучи како детенце на 5-6 години? Мора само да одлучам меѓу виолина и клавир. Са клавир имавме дома, седев од време на време и свирев. И така и секако дека е многу убаво да се оди по стапките на мајка ми, на татко ми и на дедо ми Васил, но си има исто и своја цена. Значи, мојот татко цената ја платил, музиката може би делимично му го скратила и животот. Сепак останал тука, се борел, значи, за идеали. Јас сум отишол, сум имал малце полесен пат, ми било, значи, припремен ми бил патот од него. Мајка ми ме пратила на 15 години прво со музичка младина да одам на меѓународен камерен оркестар во Гроžњан. И после тоа ме прати на еден воркшоп со Реджи Воркмен, с кога имав 20. Така што постоја во мојот живот од бебе до мојата 20-та година како одскочни, како се вика тоа, даски, да. Музиката е семеен, своевиден семеен код на Јаконовци. Да. Во 90-тите се решавате за контрабас. 90-тите заминувате за Германија, поточно во Келн. Бидејќи Келн многу добро го познавам. Да. Имајќи го преди дека неколку години живеев, имав можност и да бидам во Келнската филхармонија и во Келнската академија. Се сеќавам дека во тој период наши млади, амбициозни, мои драги пријатели, од Дарко Костовски пианистот, исто така пианистката Илинка Манова, потоа виолинистот Олег Контраденко, вие. Како се градеше тој дел на својата првична, односно музичка кариера? Да, тоа е многу добро прашање, бидејќи потекнувам од овде, како и Дарко Костовски, како и Ѓорги Димчевски, Марија Пендева, еден куп луѓе што дојдоа, барем во Германија. Значи, мене ми беше целта, всушност, да одам во Америка, да студирам на New School во Нью Йорк, со Реджи Воркмен. Но, да кажеме, бев на 18 години, 88 во ЈНА, и бев ептен свеж резервист. И да се добие таа американска виза, да се студира, беше опасно.
за мене. Затоа се одлучив за Германија, отидов во Загреб прво. Тамо бев активен 4-5 месеци на таа сцена. И Загреб има како и Белград многу јака джез сцена уште во тоа време, а и сега исто. И така сретнав еден од Келн гитарист, што веќе тамо студираше и рече: Мартине, за тебе е Келн прави град. Има публика и затоа отидов во Келн. Германците велат оне бас кајн шпас. Оне бас кајн шпас. Без бас нема фан. Да, нема задоволство. Да, тоа е така. Секако дека беше многу тешко како македонец или како екс-југо, безобзирно дали би бил од Србија или Хрватска, да се пробиеш низ тој обрач што германците и сличните на нив го има затворено. Беше затворена сцената. Јас директно од Загреб во Келн отидов. Вие во едно интервју велите да не бев од Балканот и предрасудите кон него. Да. До сега ќе свирев не во 250, туку во 1000 албуми. Мислам дека од интернационалните уметници, наши музички, Добро. Мислам дека Симон Трпчевски е единствениот што навистина му се отворени како македонец сите врати на секаде, и во Америка и во Европа. Значи, јас, врвен солист и врвен работник и многу каризматичен. Јас сум басист, јас сум во позадина. И сега вака е работата. Да бев американец, американските басисти што се на чии левел сум јас, свират со најпознатите, со сите можни джез музичари. Значи има еден басист што е осреден, што би рекле ние, а единствен музичар од големите со кои не свирал е Херби Хенкок. Предпоставам надвор од границите од Македонија нема ова е мамино или е татино дете. Да, нема, не. Тоа е многу ретко. Тие се навистина под дрил и се врвни, како и Колунџија и како и нашите, нели? Тие што потекнуваат. Но има еден куп талентирани луѓе и тие кои ќе се фатат за еден инструмент, го работат до срж, мислам, и успешни се. И затворен е кругот. Да бев американец во тоа време, значи 90-ти години. Јас од 84-та свирам контрабас, се префрлив од виолина на контрабас, кај професорот Велко Тодевски на средно музичко, и онда после војска почнав со академија, но видов дека беше малце абсурдно тука за некои неважни предмети се повторуваше година или така нешто, нема те пушташе некој неважен, навистина, што нема врска со музика. 91-а кога отидов тамо, веднаш се запишав, значи, и мислам дека школата не е за да научиш нешто ти многу таму, пошто јас бев подкован многу добро, пошто јас отидов со 300-400 джез стандарди веќе во главата. Значи една книга веќе во главата на памет. А тие германската сцена во Келн поготово, бидејќи таму беше школата, на школата се свира 20 до 30 стандарди. Тоа се джез композити што потекнуваат од Бродвеј или од познати уметници во светот на джезот. 30-35, секогаш се повторуваше тоа. Сега, кога си ти пораснат од бебе со Singers Unlimited, со Stan Kenton, со Sarah Vaughan, со Frank Sinatra, со Ella Fitzgerald, поготово Singers Unlimited, што исполнуваат од многу различни композитори и жанрови, меѓугласие, повеќе гласие, значи аранжирано, врвно од Gene Perling, кога си пораснат со таа музика. А таа музика беше омилената на татко ми и стана и моја омилена. Ти си подкован, ти одиш таму, ама не се фрустрираш, само си мислиш, добро, окей, сега да видиме. Имам репертуар. И подкован сум, потекнувам од музичка фамилија, значи би требало се да биде окей. Сепак е затворен обрачот. Што мене ми помогна е не колку сум јас добар или подкован, туку колку сум благодарен за тоа што го имав таму, што се отворија вратите, колку бев
колку, значи, јас во Келн ја видов джез сцената, ама јас сакав да знам каде сум стигнал. И јас и историјата на Келн ја изучував. Зошто е тоа така? Зошто е карневал? Што прават на карневал? Зошто е од левата страна се вака, од другата страна се шелсик, погрешна страна, бидејќи таму дошле швеđаните, протестантите, а правата страна кај што е карневалот се римјаните. Значи, се тоа ме интересираше, бидејќи реков, окей, тука живеам, сакам да знам со кој си имам работа, зошто е тешко да се влезе. Значи, така, многу интересна работа и сега мислам дека ги знам. Вие во една прилика велите дека во Германија, а и на западот, во најголемиот дел од западноевропските земји, се живе од музицирање и партиципирање на големи концерти. Да. Да, значи јас имав среќа, освен додека студирав, што се придружив на еден cover band, тоа е како Top 40s band, каде што свиравме Майкл Джексон, Фил Колинс, такви работи, за добри пари. Значи, тоа беше единствено каде што свирав во таков Top 40 band да заработам пари. Тоа се вика као гала бенд, нели, ивент, такви работи. Остатокот на моето на мојата заработка е исклучиво од концерти, джез концерти, каде што луѓе плаќаат влезници, слушаат, не зборуваат, не јадат, доаѓаат, купуваат цедиња, плочи, прават муабет, се интересираат, разбираат, велат, аха, ве знаеме од таа и таа плоча со Душко Гојковиќ, ве знаеме со Ференц Шнедбергер. Ова CD го купивме. На кој CD свирите вие? Ја викам, еве, на овие. Јас немам своје CD, нели? Јас музиката на татко ми и својата музика почнав дури да ја работам под своје име кога почнав да доаѓам тука почесто негде. 17-18. Мартин Ѓаконовски и Шпато, гостин во Тренинг. Често сте на релација Келн, Скопје. Како ви изгледа културната македонска сцена кога ќе дојдете? И особено Скопје. Да. Дали Скопје може да биде град на културата? Да, да. Во меѓувреме, да. Кога си отидов од овде, единствена музичка манифестација во врска со джезот беше джез фестивалот. Скопје джез фестивал. Имаше Куманово, Штип. Од време на време нешто во Куба Либре и Джезин, нели во Охрид. Така, полесна шема, не... Знаете како е. Кога свириш во кафулиња, луѓето зборуваат. Не те слушаат. Не дошле да чујат. Кога ќе платат влезница во Даут Пашин Амам, во Салон 1919, тогаш може би слушаат. Тогаш дошле да слушаат и некултурно ако зборуваат. Во меѓувреме има многу кафулиња каде што се уште се свири, се уште има останато. Тоа е останато на Балканот е така. Ми се чини дека во Србија е слично. Се зборува. Но што се случи во последниве 10-15 години, многу важен аспект беше што Ален Хаджи Стефанов од Нью Йорк со татко му дојдоа и го отворија Jazz FM радио. Тоа не постои во Европа скоро никаде. Swiss Jazz Radio, има нешто British и иначе не. Значи тоа што го имаше Скопје од пред 15 години, тоа беше револуција. Да се шеташ низ Скопје и да уклучиш во кола, например, радио и да слушаш джез 24/7. Тоа е нешто, тоа е многу појако од Скопје джез фестивал, кој стана онака, джез фестивал на мода, не знам, доаѓа некои луѓе што немаа врска со джез и така натаму. Поминаа времињата на Скопскиот джез фестивал кога
доаѓа луѓе што навистина ги мешаат картите во музичкиот свет. Така, може би сум јас Не, јас всушност се... Дали се испровинционализира културата, музиката? Знаете што, Душко Гојковиќ е некој што многу почесто бил на релација Минхен-Белград, отколку јас Келн-Скопје. Значи, јас до пред 8 години доаѓав еднаш-два пати во годината овде. И мислев дека знам што се случува. Доаѓа во април и во октомври. Па подоцна доаѓав само на лето. Па приватно имав турбуленции, па почнав да доаѓам почесто и така, ама ова што го прашувате, мислам дека и на целиот Балкан се случи тоа што Пинк телевизија и тие го донесоа, тие некој Душко Гојковиќ тоа го нарече музички џихад. Вие сте интерпретатор за разлика од Шпато сениор кој беше композитор, аранжер. Дали ве следи културното и музичко наследство од таткото Драган? Дали ме следи? Имав негде, бидејќи знаете дека Оле Кондратенко се врати одамна. Дарко Костовски е единствениот што се држи во Келн, отишол и се држи таму и не знам колку има носталгија. Сигурно има. Ама не доаѓа често. Мене ме јадеше носталгијата буквално. И јас бев тој од нас двајцата, од мене и брат ми, што секоја година доаѓаше тука, само еднаш пропуштив и тоа си го префрлав. Имав само 8 дена. Тоа е кога нема доволно да откажете свирки во лето и кога нема да имате доволно и до Хрватска со фамилијата да отидете и до Македонија. Јас музиката на татко ми ја знаев од бебе, нели? Сите песни што се поважни ги знаев по мелодија. После еден концерт 16-та со Душко Гојковиќ и Македонската филхармонија во АРМ, тогашната директорка на филхармонија Маја Чаначевиќ ме праша дали би сакал нешто 2017 да направам за татко ми. Во чест на татко ми. И реков добро, во ред. И траеше многу долго тоа, бидејќи морав да одлучам кои композиции од татко ми да ги исполнам, да остане некој пријател мој да ги аранжира, а што да бидат оригиналните аранжмани. Пошто сепак е big deal, нели? Јас го презентирам татко ми во неговата земја, каде што тој ги оставил, животот го оставил, така? Значи, многу тешко наследство, многу големо бреме за мене. Тогаш почнав да ги слушам и текстовите. И се распаднав. Значи, јас се распаднав. Текстовите беа точно тоа што сите тие години кои ги поминав горе ја осликуваа мојата состава. Значи, јас отидов горе да живеам од музика и на крај музиката на татко ми, текстовите и композициите, мелодиите, ме вратија назад во Македонија, всушност. Да не го направив тој концерт за татко ми. Мислам дека до ден денес нема да ги знаев текстовите вистински, што е мислено. Текстовите се на Благој на Ѓоко Ѓоргиев, најчесто, и на Благој Стефановски. Многу тешки текстови. За мене беа многу тешки. Возев на кај школата во Мајнц, каде што бев доцент, и слушав и ронев солзи.
Дјаконовски на крајот. Кога концерт во Скопје? Следниот концерт ќе биде со Танос, му го заборавив презимето. Нешто се најавува за напролет. Акордеон, да, на 25 април на Скопје Сити Фестивал и Гент Руши на клавир од Албанија, значи од Атина и од Тирана и јас од Скопје. Мешан програм, така гледате без, значи хармоника, контрабас и клавир. Интересно. До сега не сум имал таков состав. Ви благодарам што издвоивте време во овие неколку денови додека сте во Скопје да ми гостувате во емисијата, ми беше задоволство. Ви благодарам, и мене ми беше големо задоволство. Мартин Дјаконовски Шпато, гостин во ово издание на Тренинг. Толку од мене вечерва. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Тренинг. Следете на за 7 дена во исто време со нови соговорници и теми. Довидување.